Во време кога зборуваме за женски права и феминизам, жените ромки во современото општество се борат за основните женски права. Соочени со предизвикот како да дојдат до основни услуги во образованието и во здравствената заштита, а во исто време да се изборат за редефинирање на својата улога во сопствената заедница. Согласно Светска банка, последните податоци кои што се достапни од 2024 година, во сиромаштија живеат околу 87% од ромите, а од нив само 8% од жените ромки се формално вработени. Во споредба со 26% кои што се од другите националности, за разлика од нероми жени кои што се невработени, само 8% ромки се вработени. Формално збориме. Големиот дел од нив се во неформално вработување, поголемиот дел како чистачки и други видови на занимања, и тоа секако нели во поодмината возраст им претставува проблем затоа што голем дел од нив немаат можности нели за остварување на права на пензија и други права кои што ги нуди нели системот и државата. Исто така во делот на образование, согласно последните податоци од учебната година 2023-2024, 62% завршиле основно образование, во споредба со жени, односно девојчиња кои што се нероми, каде што податокот нели за комплетирано основно образование околу 95%, што значи дека огромен е бројот на осипување на девојчињата од образованието, и тоа само зборуваме за основно образование. Во моментов ги немаме податоци за средно и за високо образование, но осипувањето е во голем процент. И тоа пред се заради причини како што се најмногу повеќе порано, но и сега ги има се уште рани бракови. Други причини заради традиционални некакви вредности или норми. Во секој случај сите овие причини кои што се уште застапени во нашето општество најмногу ги фаќаат жените, а особено нели ако сте жена ромка и тоа во некоја, ако живеете во некоја рурална средина доколку нели не е во Скопје. Исто многу е важно да спомнеме дека само 6% од жените немаат здравствено осигурување, во споредба со тоа дека на генерално ниво во Македонија лица кои што немаат здравствено осигурување се само 4%, а жени ромки се 6%. Значи бројот е навистина огромен и просекот нели на живот кај жените ромки е исто така за 10 години помал од жените генерално во Македонија, доколку нели просечно живење на жена во Македонија е 77 години, кај ромките тоа е на 67 годишна возраст. Секој поглед и статистичките податоци покажуваат дека жените ромки се уште се наоѓаат некаде назад во општеството, се уште на маргините. За жените ромки кога зборуваме, не можеме да видиме последните неколку години, освен што имавме нели во последниот парламентарен состав една пратеничка која што беше жена, друга и да не сме виделе како представник нели на политичките партии, така да немаме жени кои што можат да речеме генерално да се изборат за правата на жените ромки. Вработувањето е навистина важно заради економската независност, без разлика на било која традиционална норма која што може да ја потиснува, дека мора да се избори во таа насока да заврши образование и да се вработи заради своја или лична економска независност, и на тој начин добива и право на глас. Кога си економски независен, имаш и право на глас.